пониза малтретирање. Шатев конечно во 1943 година од затворот во Хасково е префрлен прво во Пазарџик, а потоа во Кјустендил. По превратот во Бугарија на 9 септември е пуштен од затвор и се враќа во Софија. Дојде, викам, дојде 9 септември и казам, јас се записах за студент, врнаха ми правата, нали, и сам студент, и седим на булевар Труски, сам застанал, защото минава една манифестација, не многу голема, хиляди хора, не голема група, и аз ги гледам, знамена, македонски знамена, бело, тако, черно и червено, и плакати, елате с нас, отиваме в Македонија, има нужда од интелигенција. И един човек се откъсва от тълпата, идва, прикръщаме, целуваме и вика, айде бе, Круме, отиваме за Македонија, отиваме, вика, ела, професорките направиме, бе. Од новата власт и лично од председателот на бугарската влада Кимон Георгиев и од партискиот водач Георги Димитров му е предложена дипломатска служба, амбасадор на Бугарија во Турција. Шатев се заблагодарил и ја одбил понудата, сметајќи дека сега е моментот да ја помогне на својата напатена татковина Македонија, во која се водат завршните борби за незиното ослободување. Шатев во Софија има средба со Лазар Колишевски, а го искористил и својот авторитет кај советската амбасада за да го поврзе генералот Апостолски со подполковникот Кузнецов, односно да побара помош за македонската војска и македонската кауза од мокниот Советски сојуз. Тогаш веќе 60 годишниот Шатев со младешки жар се подготвува да замине во Македонија. Тоа се остварува во октомври 1944 година. Најпрво престојува во Горна Џумаја, денешен Благоевград, и во некои села покрај Струма, а потоа преку границата доаѓа во Царево село, денешно Делчево. Во истото време се формираше 12-та македонска народно-освободителна бригада. Еве веќе за втори пат на живо ние се сретнахме двајцата во штабо на 12-та македонска народно-освободителна бригада. Пато од Софија до Штип го поминахме во штабо на таа бригада. Во Штип нашата бригада требаше да појде кај Струмичкиот фронт, додека господата од Белград сакаа да одат на Сремскиот фронт. Тогава Ченто беше изберен веќе за председател на АСНУМ и тој се спротивопостави. Кажа додека Пиринскиот дел на нашата Македонија и Егејскиот дел имат потреба од војска, ние одиме прво на нашите македонски браќа, а после, ако требек, ние ќе го биеме фашистите ќе ги биеме на кој да биде друг фронт, било Сремски или кој, но ние борбата срещу фашизму ќе ја водиме. Тој е главниот говорник на неколку митинзи што партизаните на македонската војска ги организираат во горноџумајските и малешавско-пијанечките градчиња и села. Во Пехчево има средба со членови на штабот и на партиското раководство, меѓу другите и со Темпо, Вера Ацева, Павле Илиќ, Методи Митевски Брицо и други. Со поголема придружба од бригадата во Метрашинци, заминува за Кочини и Штип, за потоа преку Криволак и Кавадарци да стасне во Прилеп, каде се наоѓал и главниот штаб на НОВ на Македонија. На 27 октомври 1944 во Горно Врановци Велешко, на 8-то заседание на президиумот на АСНУМ, Павел Шатев е кооптиран за негов член. Во ослободениот главен град Скопје на 29 декември 1944 година е избран за член на президиумот на АСНУМ и истовремено за председател на комисијата за утврдување на злосторствата на окупаторите и нивните соработници. Кога е стапено врска со Шатев, тој бе близ, ние таму член АВН, дека он нашата република, он ќе беше формирана од прво заседание и тоа што се говореше за дека парач нашиот миграција
Впрочем, аз не го има това. Да има това позиция. Така, на второ заседание в Белгия. Скопие. Това Шатев. 45 година януари се отново Шатев. Време веке era на власт. Първата на Македония учен. С сбор му трябва и му бидете и помощник. Како сегашните сетнички. Да. Му предложил от во щабо. Там има едно девойче на мой приятел от гимиджийско време, борбено дете. Найде го, бехме заедно в бригадата, вземи го, той ке ти работи. И така, аз на 5 януари веќе станах секретар на Ченто по повелята на Павел Шатев. Во јануари 1945 година Шатев од Скопје патува за Софија, каде уште живее неговото семејство. Југославија таму веќе има свое представништво. Шатев е во постојан контакт со првиот советник Киро Милјовски. Меѓу другото, интензивно работи за покренување на прашањето на статусот за Пиринска Македонија. На 15 април 1945 година е формирана првата македонска влада. По предлог на Ченто, Шатев е избран за член на владата и министр за правосудство. Еден месец подосна е избран за подпредседател на президиумот на АСНОМ, а на првите избори за собранието на Демократска федеративна Југославија за сојузен пратеник. Се соочихме со многу тешки моменти во изградувањето на таа Македонија која идеше од пепелта, од руините да стане држава во која да има мир за сите и во лицето на неја совесни раководители како Павел Шатев, како Ченто. Тие беха едни другари на најсвесната политическа основа. Единио правис, другио безпартиен Ченто, но човек којто припадаше на народот. Они намираа заеднички език за најтрудните моменти. И кога ја штитеха Македонија, и кога велеа дека на Тито, дека секоја треба да си е, секоја од единиците во Федеративна Југославија треба да има право и на самоопределување, а дури ќе сите да им видат башка, а не да се зима од Македонија тутун, афион, оризу и така натамо. И после да се чека да и се даде милостиња. Во својот говор на Уставотворното собрание на ФНРЈ 1946 година, Шатев меѓу другото вели: Јас сум активист во ослободителното и во национално-револуционерното македонско движење веќе 45 години, близу половина век. Видов многу хоризонти, и темни и светли. Сум препатувал 3 континенти, цела Европа, дел од Азија и Африка, и за сето тоа време насекаде сум се интересирал за националното прашање. Исто така теориски и во пракса сум го проучувал во тек на повеќе од 30 години. Сум го изучувал ирското ослободително и национално движење, а исто така и египетското, воопшто арапското прашање. Го познавам и ерменското, албанското, курдското, бугарското, српското и хрватското, со сите нивни специфичности според создадените местни услови, според времето, местото и околностите.